Добро вечер. 35 градоначалници, односно победа и мнозинство во 58 општини по првиот круг од локалните избори. Ова е историски успех, изјави Мицкоски вечерва. Тој очекува на вториот круг на 2 ноември бројката на гласови за Орце Ѓоргиевски во Скопје да биде околу 125 до 130 илјади гласови. Критикувајќи ја, како што кажа, црната кампања на СДСМ, од Валандово упати и порака до симпатизерите на опозицијската партија. На 2 ноември, кога ќе излезете, размислете убаво што правите. Имате две опции. Ако ја заокружите бројката која што е пред кандидатот на СДСМ и актуелен градоначалник, вие така го легитимирате ова раководство кое што ја донесе СДСМ на овие гранки. На уништување. Веќе не зборуваме за биолошкиот минимум. Ние зборуваме за партија која што полека исчезнува од македонската политичка сцена. Но доколку го поддржите бројот 9, доколку го заокружите бројот 9 и го поддржите Ѓоко Камчев, тогаш вие учествувате директно во промените во раководството на вашата политичка партија. Не го поддржуваме Дехари. По скандалот во општината, луѓето од Кичево треба сами да ја донесат пресудата, се огласија денеска од Вреди, откако Мицкоски го критикуваше тетовскиот градоначалник Билал Касами за изјавата дека албанците во Кичево треба да го поддржат Дехари од Дуј. Касами пак во меѓувреме го промени ставот. Денеска изјави дека е фокусиран на Тетово. Во овој период јас сум фокусиран на поддршката која треба да ја добием од моите граѓани во Тетово, затоа што сега целиот ангажман ќе биде во тој правец, за другите теми има став во даден од коалицијата влево. За мене важни се граѓаните и во следниот период ќе работам за сите граѓани во општина Тетово, ќе бидам градоначалник на сите без разлика на политичката, етничката и верската припадност. Дуј пак и по денешното централно председателство во Тетово не отстапи од барањата за предвремени избори. За нив и со бројки, Дуј е победничката партија кај албанците, а Ахмети ни одалеку не размислува да го напушти тронот. Михајло Видиблиски. Лидерот на Дуј Али Ахмети не планира да се повлече од политичката сцена, откако првично дел од албанските медиуми објавија дека Ахмети размислувал да се повлече од лидерската позиција во партијата по вториот круг од локалните избори. Првично демантира од неговиот кабинет. Попладнево интегративците во партиското седиште во Мала Речица одржаа седница на централното председателство на партијата, на кое се разговарало за резултатот од изборите и актуелната политичка ситуација во земјава. Ахмети во свое обраќање по завршувањето на седницата рече дека коалицијата Национална алијанса за интеграција предводена од Дуј е победник на изборите во албанскиот блок и нема да се повлече од челната позиција. Дали слушате кој победил? Зошто да се повлечем од политиката? Дали ги сакате резултатите? Одете во ДИК и ќе ги верифицирате. Ако можете да видите за 25 години дали имало еден пораз на Али Ахмети. Тоа ќе се повлече. Еве ги фактите, еве ги доказите, повелете ги. Повелете. И јас да го лажам мојот народ, сопствениот народ, моето членство, да ги лажам тие што ме поддржа мене и на мојата политичка партија за 25 години сме победили. Пред состанокот во Мала Речица, Ахмети доби поддршка од најблиските партиски соработници, кои беа едногласни дека нема причини да замине од функцијата. Дали ќе барате оставка на Али Ахмети? Ако сте вие па да барате оставка од него? Јас прашуваме да го член на партијата. Зошто? Дали ќе барате можеби оставка од него и раководството? Пораз 120.000 со 90.000 и нешто е... Сепак изгубите Чаир, Тетово го губите, острови имате негативен резултат. Па им го порача фактурата. Премиерот Мицкоски на Вленче. Кај се повлекува. Од Дуј порачаа дека и главен и едногласен заклучок на Централното председателство е да се оди веднаш на предвремени парламентарни избори, како единствено решение за, како што велат, политичка и институционална стабилност на земјата.
Време е партијата да си ја вратите во своји раце и повторно да се борите со идеи, програми и визија, а не со страф и насилство, порача денеска кандидатот за градоначалник од Виница, кој упати порака до симпатизерите од владеачката партија. Не се плашите. Не дозволувајте да ви уценуваат или подкупуваат. Не прифаќајте притисоци, а секој обид за закана или репресија охрабрувам да го пријавите. Исто така, упатувам порака и до симпатизерите и членовите на ВМРО ДПМН во Виница. Време е партијата да си ја вратите во своји раце. Поради состојбата со отпадот во Скопје, Институтот за јавно здравје излезе со здравствени препораки и бараат итни чекори од надлежните институции. Миријана Мирчевска-Јовановиќ. Граѓаните да бидат екстремно внимателни кога фрлаат отпад покрај контејнерите каде што веќе има натрупано отпад. По враќањето во домовите да ги дезинфицираат обувките. Истите препораки важат и за училиштата, каде треба да има простор за дезинфекција на обувките на учениците, се препораките од Институтот за јавно здравје. Исто така, посебно внимателни треба да бидат оние кои работат со отстранување на отпадот да носат ракавици и маска KN95. Институциите да најдат решение и веднаш да ги исчистат контејнерите, општините да спроведат прскање против глодари и инсекти, кои се најголеми пренесувачи на болести. Имавме случај со каснување на дете, можно каснување од глодар. И оттаму е нашата препорака да и апел до институциите кои што се надлежни согласно закон да си ја работат работата согласно законот и да спречат поставување на контейнери во близина на здравствени институции, училишта, доколку евентуално некој дојде во контакт и со исцедокот од контейнерите, без разлика на возраста, убаво е повторно да ги измие рацете и по можност сите ние да поставиме дезинфекциони бариери пред нашите станови. Стабилна е состојбата на 10-годишното дете кое беше каснато од стаорец. Апел до граѓаните доколку имаат каснување или конзумирање на производи каде имало глодари да се јават на лекар. Цревните заразни заболувања, салмонелози, гастроентероколити кои што може да се јават, ние ја следиме состојбата и засега немаме пораст на бројот на заболени од овие заболувања, а во однос на заболувањата кои што ги пренесуваат глодарите, а кои што се карактеристични за нашата земја, тука спаѓаат пред се туларемија, од хеморагичните трески, тука ни е ханта хеморагичната треска со бубрежен синдром и лептоспирозата, кои што веќе сме ги регистрирале, а можно е да се појават со зголемен број во овој период. Директорката на институтот Марија Андоновска посочи дека ги имаат сите реагенси за испитување од заразни болести. Доколку биде регистриран било каков случај, во реално време имаме податок одма штом ќе биде внесено дека има пријавено таков и таков случај со одредено заболување. И ние секако тоа го следиме, нашите епидемиолози тоа го следат, доколку забележат дека има отстапување, зголемување од бројот, ние повторно соодветно ќе реагираме. Исто така, институтот располага со сите реагенси кои што можат да ги докажат или не сите овие причинители. Надлежните во ИАЗа информираа дека во моментов епидемиолошката состојба е стабилна. Објаснија дека секоја заразна болест има инкубацијски период, кој трае во некои случаи и по 2 недели. Вестите завршија. Пријатна вечер.